поставljate прашање. Веса се откажа, не верува во управниот суд. Зошто сега верувате во управниот суд дека можеби ќе ги потврди сите тужби? Цело време ги провоцираме институциите да работат согласно законот. Очекуваме дека управниот суд нема да подлегне на притисоците евидентни политички кои што ги има од страна на ВМРО-ДПМН. Особено очекуваме дека управниот суд од себе ќе го отфрли бремето на партиска испостава на ВМРО-ДПМН, имајќи во предвид дека дел од судиите се опатени со истрага специјалното јавно обвинителство за учество во изборна измама. Дали пред управен ќе го обжалите и последниот предмет што го разгледуваше Државната изборна комисија, дали ќе го обжалите и гласањето и колку предмети ќе обжалите? Кажав 4, еден од тие 4 е токму тој од кој што вчера се донесе контраверзна или не се донесе воопшто одлука по тој приговор. Господин Дашигов, од кај знаете дека Груевски во опозиција кога управен суд уште не расправил, дали тоа приодицирате веќе судска одлука? Имајќи во предвид изборниот резултат, поразот, фактот дека околу 700.000 граѓани во Република Македонија се одлучија за промени на овој начин на корумпирано и криминално владење доволно говори што сакаат граѓаните. Граѓаните окажаа своето на 11 декември. Ама тоа не значи дека судот ќе одлучи така и дека фактите ќе говорат така. Зависи што ќе напишете, се разбира во тужбата. Значи, исходот на тужбите, бројот на пратениците или на мандатите немаат политичка врска со тоа кој ќе составува владата. Никола Груевски е минато во политиката, ВМРО-ДПМН во опозиција. Препорачуваме на ВМРО-ДПМН да се расчистат со криминалното раководство и периодот кој што ќе бидат во опозиција да го искористат да ги зазрават редовите на нивните партии, да расчистат со криминалното нивно раководство, бидејќи на Република Македонија е потребна и се потребни здрави политички сили. Се гледате како нов министер за правда? Не размислувам, мојата животна мисија е падот на оваа корумпиран режим. Лично ако ме прашувате. Лично се разбира. Лично ако ме прашувате, мојата животна мисија е падот на корумпираниот криминален режим на Никола Груевски. Јас имам своја професија, имам своја професионална реализираност во животот. Апсолутно во политиката нити сум присутен заради себе реализација, нити од таков тип на мотиви. Моите мотиви се моите и нашите деца во Република Македонија. Тие луѓе, тие деца да не мора да шетаат по белиот свет, да не мора нити јас како родител, нити било кој родител во Република Македонија да ги гледа своите деца преку Skype заради криминалното владење на врхушка од 15 на 20 луѓе. А ако дојде партиска одлука за тоа, или тоа е личен став, ако дојде партиска одлука? Не сме разгледувале во Социјалдемократскиот сојуз, кажувам, никој од нас во оваа битка, во оваа борба со ова зло и во теолошка смисла, Никола Груевски е олицетворение на ѓаволот во Република Македонија. Никој од нас не влезе од лични мотиви, ние сме влезени овдека да расчистиме со криминалците во нашата држава со цел да Република Македонија стане модерна европска држава.